Поминаа точно 3 години од презентацијата на идејниот проект и од најавите дека до почетокот на 2018 година во Кочани ќе биде изграден домот за стари лица. Иако локалната самоуправа уште во периодот кога проектот беше само како предлог ја одреди и локацијата на објектот во кругот на поранешната касарна, тоа не овозможи негова реализација во предвидениот рок. Во меѓувреме, подготвителните активности подзастанаа, а објектот се уште е само на хартија. Уште во ноември 2012 беше речено дека Сдруженијето на кочанските пензионери и општината се најнапред во регионот во активностите за изградба на дом за сместување стари лица. Во 2015 пак во јавноста беше представена видеоанимација и макета на објектот, при што од локалната самоуправа имаше најава дека една од можностите тој да се изгради е со јавно-приватно партнерство, со што Кочани би била прва општина во источниот регион која ќе располага со старечки дом. Ќе биде едно дело кое што засега го немаме никаде во источниот регион, почнувајќи од Куманово до Гевгелија, кој што ќе содржи 144 места и кој што ќе биде изработен спрема сите норми кои што ги пропишуваат законите во прописите во градежништвото и во одржувањето и згрижувањето на старите и изнемоштени лица. Со ова е завршена првата фаза во делот на проектирањето, останува за понатаму да заеднички се погрижиме за реализација на овој проект. Подршка за изградбата на старечкиот дом во Кочани беше дадена и од Министерството за труд и социјална политика, од каде беше дури и оценето оти се работи за одличен проект што заслужува внимание. Ние и како Министерство претпоставаме дека и владата има интерес за изградба на таков еден објект, а претежно ме задоволува што тоа ќе биде во регионот во Источна Македонија, што значи досега не е било такво нешто и не само за Македонија, тоа ќе биде и за целата држава така корисно. За изработката на техничката документација за домот за стари лица во Кочани беа потрошени околу 2 милиони денари, од кои дел се обезбедија преку Центарот за развој на Источниот плански регион. Освен изработката на главниот проект, со овие пари требаше да се направат и потребните геомеханички и асеизмички испитувања на земјиштето каде што треба да биде лоциран објектот. Почетните пресметки покажаа дека за негова изградба и комплетирање неопходна е сума од 1 милион и 320 илјади евра. Со оглед што тие пари општината ги нема, прашање е дали ќе се изнејде заинтересиран инвеститор за реализација на проектот или сепак тој ќе остане само на макета.